Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цена на услугите за престој во установата за деца Естреја Овадија Мара Битола. Точка број 2. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на тарифата на автотакси превозот, предложена од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на град Битола. Би сакала да ви известам дека насловот на точката е изменет за такси превозот, бидејќи истото беше побарано од службите на Општина Битола, бидејќи претходно се водело како иницијатива, па затоа ги замоливме и се обратија повторно до нас на писмено, и самата точка да гласи како иницијатива. Дали имаме дополнување на дневниот ред? Повелете. Стигна допис од компанијата Беком Инвест до Одделението за комунални јавни дејности, донација за автобуска постојка, која се наоѓа во близина на комплексот Близ. Значи, точката би гласала понуда за донација на автобуска постојка? Добро. Значи, точка број 3, понуда за донација на автобуска постојка. Кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. 5 за. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установа за деца Естреја Овадија Мара Битола. Повелете. Значи се работи за измена на правилникот за пресметување на цената. Не се работи за измена на цената, да речам цената си останува иста. Месечен надомест да биде 1490 како што беше и досега. Доколку не иди, да речам, за отсуство за цел месец, 800 денари. Зашто се работи? Значи, кога е детето отсутно повеќе од 5 денови, почнуваме да пресметуваме, тоа е по тој правилник сега што го работиме, јас го имам тука, доколку сакате можам и да ви го доставам да го видите на увид. Може? Да, значи треба да е 5 дена и тоа поврзани. Детето треба да е отсутно, за од 6 ден почнуваме помалце значи да му одбиваме. Значи 6 денови доколку е отсутно 1444. Со ова сакам да ви кажам дека само по 40 до 50 денари дневно даваме некој како ослободување за отсуството. Не се големи пари во прашање, значи не е воопшто никаков проблем за родителите, да речеме, единствено нас ни представува така голема работа, да речем. Иначе поголем дел од градинките низ Македонија веќе имат покачено цената на градинките заради зголемените цени и трошоците, да речем, само ние не одиме на тоа, значи воопшто не одиме на покачување на цената. Единствено да го измениме само правилникот за пресметување на таа цена. Знаете дека имаме 840 негде деца ни е капацитетот на градинката и имаме полн капацитет, така да ние го очекуваме секој дете секојдневно, што значи режиските трошоци си течат, без разлика дали ќе дојде тоа дете или не. Океј, заради тие причини, да речам, и да сериозноста малце да ја зголемиме, оти некои си ги чуват местата, знаете. Да, плаќат градинка, не го носат детето. Да. Листите се големи, притисокот е огромен, знаете, во градинките. Добро. Персонал имаме недоволно, да речам, да ги правиме сите овие работи, а и терете на воспитувачот и негователот да ги евидентира сите овие толку, да речам, секојдневно. Добро, ви благодарам. Прашања? Повелете. Дали можеш еднаш да повторите која беше старата цена, а која ќе биде новата цена? Истата цена е, значи, 1490 за цел месец. Исто беше и старата и новата ќе биде толку. Сега се работи за отсуствата. Значи, секој дете, еве,
Може да... Значи, нема врска, само Добро. тоа не го сватив. Значи, ги зголемивте финансиите кога пресметката пресметката кога детето е отсутно. Да, кога детето е отсутно. Значи треба да е 6 и повеќе денови отсутно за да почнеме да пресметуваме некој од ослободување на цената. Да, и тоа е по, еве, гледат од 6 дена веќе ако е отсутно, поврзани треба да се, и тоа мислам дека го нагласив, 6 дена поврзани, да не има прекин, за да го ослободиме да биде 1444. Значи таа е разликата. Добро, ви Ми благодарам. така. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 2. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на тарифата на автотакси превозот, предложена од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на град Битола. Пред неколку дена до Советот на општина Битола и до сите координатори беше стигната иницијатива од страна на лиценцираните такси превозници. Истите остварија 2 состаноци, еден со мене, еден со сите координатори. Мислам дека само координаторот на Левица не беше присутен. Меѓутоа, сметам дека на комисијата треба да си ги образложат нивните причини, кои што ги имаат заради ова нивно барање, па согласно на истото би сакала да го замолам представникот било кој слободно да дојде да ни ги објасни со цени, со се. Повелете, кај шо има само микрофон. Само уклучете го на зеленото. Вака, самите сме сведоци, мислам, и вие то добро ви е познато, дека во моментот такси превозот во Битола, јас еве 26 години точно работам со оваа дејност, до сега никогаш таксито не било во ваква ситуација, со тоа што давачките, трошоците енормно ни се зголемија, а возиме по стари цени. Последното покачување што беше, фактички тоа беше минимално покачување, што тоа покачување го изгубивме само за 2 месеци. Што се покрена минимална плата, трошоците придонеси, тоа се стопи буквално за 2 месеци. И од последното покачување до сега, трошоците ги имаме многу повисоки, а возиме со иста цена. Најголем проблем ни е што во моментот таксито до таа ситуација не вршиме ние такси превоз, но во моментот сме ние доставувачи на роба. Еве ќе нагласам неколку конкретни примери што ни се случува во таксито. Си порачува такси од најблиската пицерија, му носиме 2 пици, по 30 денари му е поевтина пицата, пошто си ја зема за дома, и ние за 60 денари, буквално без пари му ја носиме пицата дома. Ручеко му го носиме намаса. И да не навлегвам други проблеми, што се, ако кошта 360 денари, на таксисто му дава 400, му вика толку имам. И што правиме? Ние треба фактички таксисто пред врата, емо го носи јадењето, што се вика да се скара. Трошоците ми се многу енормни, ради што пример од минималната плата. Значи, е зголемена, самите знаете, потрошувачката кошничка беше сега, од последното покачување до сега е скоро 100% покачена. Све што е фатено во такси превозо, значи многу ни е поскапено, конкретно работна рака кај механичар, што плаќавме од последното покачување и сега, за една ламела да се смени, што плаќавме 2.500 до 3.000, сега плаќаме 5 до 6.000. Значи, од вулканизерски, мислам, услуги. Тоа е со 100%. Буквално придонеси, значи, еден куп работи за издавање на лиценца. Вадевме еден документ од судот, сега треба 4 документи да набавиме за лиценца. И самите гледате дека, ние тоа не го криеме, дека место ние
да се подобруваме во такси превозот, ние стагнираме. Покушавме, да не работиме со радиостаници, со таблети. Еден таблет е најминимален што може да го користиме во таксито е 7.500 денари. Тој се знае колку е исто како и телефонот мобилниот што секој го користиме, што по известно време треба да се смени. Башка што ни треба, интернет што ни треба, тоа се сите трошоци кои ни се на терет. И ние место такси превозот да го подобруваме. Возниот парк го гледате дека ние сега гледаме во моментот само да има возилото 4 тркала. А дали било и какво било, дали имало тапацир, немало, дојдовме во таква ситуација, значи. Ние. Гледате дека, не знам колку години, млад таксист нема излезено. И сите овие сега што возат, во моментот ќе возат уште некоја година, што се пред пензија, значи нема. Млад таксист нема излезено 5-6 години, да речи, ќе се занимавам со оваа дејност. И ние лиценците, гледате, од секој месец и тие фирми што се, кој плати сега врви, или со пречекрување, или со позајмици, или блокирана сметка воопшто. Значи има многу фирми и ако сакате, мислам, не е пријатно сега да ги кажуваме што се вика тука фирмите, можеме и накнадо да ви кажеме со факти дека е ова вистина така. И сега ние идеме во ситуација, буквално ниту возен парк можеме да подобриме, ниту пак на некој шофер да дојме да му понудиме некоја плата. Значи, и ради тие причини ја бараме цената. И малку, бар за мене, нелогично, пример, да, Советот треба да донесе одлука, да му кај овие или во акцент или кај тахограф, за да одлуката, например, што ќе биде донесена, што сакаме ние да ја, што ни одговара цената, за да се знае таму, да му се достави дека е таа цената, по таа цена за да баждарот. И не може кој како сака за таксиметрите, мислам, да бидат. Со тоа што општината, пример, издава лиценции за и кафичи, за други дејности. Само кај нас е проблемот, општината да ни квира. Значи, ризико е, ние си го сносваме ризикот, ако, пример, немаме работа, наш е ризикот. Не гледам тука причина, пример, нас, Советот да ни кажи по која цена треба да возиме. И ние сме едина општина во Македонија што општината не држи со една цена, што и по закон не е. Не сме со една цена да не држи. Меѓутоа без разлика, како било, ние досега некако со крајни напори работиме, се мачиме, меѓутоа гледаме дека поќе не оди. Еве, можете се запознати, еве, Гостап и бројот и Фаворит, поќе не функционира, не постои. Значи, останаме една база, цел град да го теретиме и што е најтрагично. Ние ги носиме буквално на работа. За 60 денари ги носиме на работа. И има фирми покушаја да побарат понуди и за комбина и за автобус. Ако ви кажам колкава е разликата измеѓу автобус и комбина и ние што ги возиме со таксите е огромна. А таксито се знае дека е луксус, значи. Не може секој таксито да го користи. Социјална помош зема, по социјална помош оди со такси. Мислам, логика нема. Една работа. Втора работа што, например, фирмите што ги возиме, самите тие признават, вика, нас не ни се исплаќа, вика, значи, фирма не му се исплаќа возило со возач, поевтино ги кошта таксито, него да имат нивно возило. Значи, до таа ситуација сме дојдени со таксито, зато ради тоа е ова што го бараме. И ако сакате, за понатаму да можеме, што се вика, да се стремиме, да се подобри возниот парк, да почнат
да се издават лиценци. И сега ние место да вадат, да се зголемват лиценци, сега буквално ние од ден на ден се помалку лиценци. И тоа е факт, мислам, не е, можете, мислам, тоа го имате на увид, можете да го проверите. А секој сака да извади лиценца ради тоа што, значи како сака да се вози, а не че излезе инспекција, ај сега, пример, сите ќе бегаме. Еве малку и ќе напомнам и за третата смена. Трета смена, веќе ние и одавна веќе бевме на тоа размислување, сакавме трета смена и да ја киниме воопшто да нема такси во градот, заради што не сака никој да вози, трета смена, не вадат пари, а прават многу празни километри, па за разлика трета смена. И што ни се случува плюс. Знаете и какви други има такси, ние предежно трета смена, колите работат по ресторани, за свадби или било како, по кафичи. И што се случува сега? Тие возила што не се на повик, така што си воза самостојно, да речам, нашето возило оди на повик и нашето возило странката излегва, ќе влези во нив, нас не чека и ние возилото се случва трета смена да опуштиме, пример, од арена, нема да најди странки таму, ќе си заминат со било кој, треба да опуштаме Гламур, не знам каде. Тој километрите никош не може да ги покрие и ниту може да извади пари трета смена. И не сакат едноставно да возат. И што се во право, мислам. И од тие причини, мислам дека е реално и цената ова ние што ја бараме реално, за да можеме и ние да притискаме нормално и таксите се средва и да гледаме и возниот парк. Порано имавме неки критериуми, например, што возило би влегло. Сега и да сакаме, не можеме да ги имаме тие критериуми. Еве, за пример ќе вземам дечкото, ова Игор. Голфови четворки инвестира на времето, мислам, четворката Голфо беше во ред. Остана со нив уште на нив да вади лиценци, зашто не може бар еден Пасат B6 од 2006 да со таков да ги замени возилата. Да не одиме, мислам, подалеку. А трошоците, значи, од сите тековни трошоци што ни се, значи, со све сме засегнати. Од прво до последно, од книговодител, па све, мислам, во таксито, од гуми, од масло, работна рака, работната рака кај механичарот, и што е сега што ни е најтрагично, ние масло денес да смени возилото, ние не можеме да дојдеме до механичар, денес возилото нема да вози за да промени масло. И фактички испаѓа нерентабилно. Од тие причини има многу, мислам, да збораме за таксите, значи проблеми. Да, ќе се постават прашања, ако сакат. И најтрагично што е, сега ние дојдеме во ситуација, во базата на диспечерките, да му се со погрди зборови што се вика, не знам, глупости, па ќе ви дојдам база, ќе ти откорнам косата, како ние да не, мислам, како да не сакаме да работиме. Меѓутоа, тоа е, во право се и шоферите. Значи, што се бунат. И најпоќе што ни сметат овие, ние така ги викаме таксистите, чадор тури. До 60 денари, што не му цука таксиметарот, ќе појди и не чука ни временски, и ќе му речи застани тука да си пазарам и за 60 денари. Сега е овој период, оди со неговото возило до пазар, ќе си купи зимница, вика такси за 60 денари, вика, и сега треба да му ги товари, да му ги растовари пред домот, да му зимницата да му растовари за 60 денари. Мислам, то нигде го нема. Горе-долу ни објаснавте, јас како што кажа, веќе може ви е измачено, трет пат ве викаме. Меѓутоа, ова е комисија и секој има право да се поставува прашања. Согласно на истото, дали некој има прашање? Повелете. Благодарам, председателке. Почитуван представник, јас имам неколку прашања.
првото прашање е овие бројки кои се наведени околу набавка на гуми, книговодство, баждарење и сите тие работи за зголемување на цените. Ме интересира дали се ова од негде прибирани официјални податоци или се ова некои ваши проценки? И тие се податоци што фактички ние ги плаќаме. Знаеме колку ги плаќаме. Јас, например, кога ќе го однесам возилото, јас знам дека плаќав 2500 денари за промена на ламела потисна, сега ми вели мајсторов 5. Завчера имав возило, само гумици на валаштангла, само за еден пример, гумици на валаштангла и едно мало стабилизаторче 2000 денари работна рака плати. Значи, податоците се тие. Може и горе-долу, мислам за некој, дали 5% може да имаме остапка, дали поќе или помалку, иначе во глобала се тие. Добро, а пресметката околу цените ме интересира како стигнавте до ова пресметка? Дали имате некоја анализа? Па, По кој метод стигнавте дека треба цената да биде 35 денари километар? Како го пресметавте тоа? Ние, валјда, многу едноставно е кај нас за да се пресмета едно возило за 8 сати отприлика ние знаеме колку километри може да направи во месецу, колку е горивото, тоа е многу едноставно за да направиме пресметка. И од тие причини, за да може фактички сите овие трошици да ги подмириме, и затоа таа цена од и нас и ние страхуваме, пример, ние можеме да побараме примери 50 км, ама треба да имаме и странки што ќе зазвонат и за да ги возиме. Значи ризико е, пак викам наш, ама одиме ние на најниската варијанта за да можеме и да функционираме и граѓаните. Тој што има потреба за такси. Таксито е вистински луксус. Не може и секој таксито за, како што реков, за по социјална помош со такси да оди. Дали ќе може да ни ја доставите дополнително таа пресметка, да ја имаме на увид? Како стигнавте до цена од 35 денари километар, втора смена 40 и трета смена 45? Аха, втора тарифа, во ред. Тарифа. Ве молам, седнете си овде и на микрофонот и нема да ве снимиме. Слободно може тука да си седнете и си кажете. Извинете се што ве станувам, ама чабе ќе зборате, таму нема да има и господинот може слободно да се седнете. Само да ви се пуштени микрофоните. А која е разликата помеѓу прва тарифа и втора тарифа? Во цената? Не, општо, кога користите прва тарифа, кога користите втора тарифа? Види вака, втора тарифа, прво, зошто и по закон, например, што не сме едина општина сме ние што возиме, прво, треба биде благодарни, едина општина сме освен Скопје, знаете Скопје, како возат Охрид. Охрид имат багатела цена добиена од Совето, меѓутоа сигурно имате случајот ако се немате повозено, дека во Охрид во такси да влезиш, таксиметар не ти пушта за кратка тура. Ти вели, ако сакаш, ќе донесам до адресата, 150 денари ми кошта. Не, патнико не може да влези во возилото. Ние сме град и дури сите другите градови се чудат дека ние возиме по таксиметар. И најреално кај нас странките, патниците што користат такси превозот, најреално ја плаќаат цената. Пошто ние немаме, има градови, пример си имат направено, и ние бевме и на таа варијанта спремни. Иначе немавме друг начин. Тие шокат. Пример, ние можеме да се договориме, така работат во многу градови низ градот, низ Македонија. Од, пример, ако се качи од Епинал до Брусничко, ти вели 150 денари. Не ти пушта таксиметар и ти вели 150, сакаш качи се, сакаш не качи се. Меѓутоа, ние не сакаме на тој начин да работиме, сакаме да работиме по таксиметар
се случува, не велам дека не, значи ништо не е идеално, дека некогаш пример може од возило до возило ќе фати 2 денари или 5 денари. Не ме разбирате. Значи, која е разликата помеѓу прва тарифа и втора тарифа? Само тоа објаснете. Втора тарифа, ништо друго. прво треба да има ради конкуренција, прва и втора тарифа. Пример, јас му сакам да купам ВИФ возила, пример 5. Така? Добро. И та треба да имам јас таа можност, например, ќе возам поскапо, меѓутоа тој што сака ВИФ возило да вози, во ВИФ возило да се вози, ќе си плати поскапо. Ние таа можност се немаме, а по закони со една тарифа ние само едини град сме во Македонија. А како би било, например, еве јас сум граѓанин и викам такси. И сега му викам дајте ми возило од прва тарифа, а не од втора тарифа или обратно, дајте ми возило од втора тарифа или прва тарифа. Не. Чекайте, честни. Значи, втората тарифа, таа е како... Таа нема се користи во моментот. Таа одиме за некои случаи да дојди до ситуација бак на некој енорни поскапување, значи ние сепак ќе дојдеме тука. Пак да го збориме, таа втора тарифа нема се користи. Таа е како позадина на првата тарифа, ако дојди некој пак исто како првото поскапување пред 3 месеци, пред 3 години колку добивме, ние фактички за 2 месеци тоа ние го изгубивме. Ништо не добивме, реално. Добро. Се пожаливте за доставата. Зошто, например, не направивте цена за достава? Или Ако ако... одговара да има и цена и за достава. Па зато јас сега вас ве прашувам, дали вас ви одговара цена за достава за ние со службите да видиме дали можеме да воведиме цена за достава. Ако имаме таква можност. Не знам, тоа ќе треба да се види со службите. И дали имате некаква предлог идеја за цена за достава. Ете, доколку има можност за тоа. Види вака, ние таа доставата. Нас прво ние проблематична. Ќе ви кажам зошто. Кој ќе порачат, например, не е битно, од пицерија, кој ќе оди возилото да ја земе таа пицата. Значи, кои ни се проблемите? Што не е во ред. Чекаме таксито чека, пицата уште не е била готова. Ние тоа не можеме да го наплатиме. Ти ја носи пицата, сака да ја клај на седиште. Се дали ќе сакате вие, например, нареден патник сте вие, кај што се возело пица во таксито, да влезете на истото седиште, во истото возило, да вршите превоз. Мислам да се возите. Не е може. И што е најтрагично, после возилото, оди му ја носи пицата на адреса, ја чека сранката сега да излезе. И ние фактички губиме пола сат за 60 денари да му го несеме јадењето дома. Нас не ни е во интерес тие релации. И затоа сакаме да ги избегнеме, ние затоа бараме тој старто, за да биде тие такви тури за да ги избегнеме. Не може ние ноќе, трета смена, цигари му разносваме. Значи видете, според мене најпаметно е доколку може да се воведи некаков ценовник за достава, тоа да биде така регулирано, а не да трпат и граѓани кои например користат такси превоз за вистински цели. Мислам дека тоа треба да се разгледа, бидејќи според мене има две решенија. Или да се најде решение како тоа повеќе да се наплаќа, или на некој начин, ако вас повеќе ви одговара така, достава веќе да не вршите. Не знам друго што да кажам околу тие работи. Ние веќе избегаваме достава, меѓутоа не можеме да кажам. Имаме закани, значи. Диспечерката трета смена, му е здрав да седи сама, му вика, му се заканва, вика, која си ти да не ми пуштиш да ми донесат цигари или било како, ќе дојдам, вика, ќе ти дојдам в база, му вели. Значи на седмицата немаме од службите за такси превоз кои се надлежни, така? За да можат да ни објаснат дали имаме шанса да направиме посебна цена за достава.
Немаме. Добро. Значи, вака, да се разбериме една работа. Таксито е за превоз на патници. Па, знам. Не е за превоз на... Не може да направиме, са логички, ако разговаряме, не може да направят тие тарифа за достава на роба. Тие се за превоз на патници. Ама тогаш која е логиката да поскапуваш цена, а причина наведваш дека ти е мала цената пошто доставува роба? Така? Не. Јасно ми е, имаш излагање колегата ваш, како причина го наведи тоа, ме разбирате? Значи мора да... Седнете си на микрофон, ве молам. Еве тука напред имате микрофон. Представче. Зеленото. Значи во барањето многу убаво наведено е. Барањето како што се состои многу убаво се е напишано таму зашто е поскапувањето. Значи тие беа една од причините што ги кажа колегата. Друго не знам што да се каже. И не знам што друго што треба поќе да се објасни. Рековте по закон, општината мора да ја менува одлуката на цената и тоа не било пракса до сега, така спомна колегата. Дали може да ни кажете по кој закон е тоа и да видиме дали има негде прекршување од страна на општина Битола? Не, ние не рековме дека општината, по моја логика, јас кажам, дека вистински не е логично нас, Не, например, кажавте да ни кажува совет, и по закон... може да ни кажува да, меѓутоа ако општината нас не субвенционира, а ние не сме ни дена субвенционирани од општината. Не, јас ве слушав пажливо, вие кажавте по закон општината Најмалку мора две да ја тарифи менува треба да одлуката. има, да. Најмалку, Во да. Штип под хитно пред 2-3 години ги повикаја за да му дозволат, пошто не е по закон со една тарифа. Па јас тоа ве прашувам, дали знаете по кој закон, со цел да ви поможиме, да видиме дали до сега некој ви наштетил вас. Јас тоа ве прашувам. Ни наштетил. Ние сега мислам не одиме до тие крајности. Не одиме до тие крајности, значи вака да се разбериме прво една работа. Значи како што кажа преге Стефче, издавате лиценца за работа и општината ни дозволува да возиме по таа цена. Издавате лиценца за работа на ресторан и кафич. Цената вие му ја кажувате или сами се одредбате? Цената на пијачките ми кажува, да. Па и на За се? кафена. За се? Добро. Така? Добро, Значи добро. таксито е моментално, кажавме, најдолно ниво. Ние сме приватници. Значи јас денес морам да излезам, да извозам, за да платам. Добро. Значи тоа е едноставно, тоа е, тука е цела математика. Толку беа моите прашања, председателки, само дали ќе може во записник да влези, доколку е возможно службите да приберат официјални информации околу сите овие ставки кои ги имаат наведено и доколку е можно да добиеме анализа околу добивањето на цената по километар. Ако може да влезе тоа во како заклучок. Добро. Дали некој друг бара спор? Колешката преге Бети имаше крената рака или јас не го видов? Повелете. Благодарам, председателке. Да не се сватиме погрешно за граѓаните. Значи, цената која што е предложена од страна на Сдруженијето на лиценцирани такси превозници во Битола. Односно, цената која што е предложена сега, ја предлагаат таксистите, општината, односно советот, за жал тоа е, можеме да кажем, нестрекно решение, само ја потврдува таа цена или ја одбива. Согласно доставеното барање кое што беше од страна на Сдруженијето, тие си бараат согласно зголемените трошоци кои што ги имаат при функционирањето на такси превозот во Битола. Со тоа значи дека доколку оваа цена биде потврдена или модифицирана, тоа ќе значи дека ризикот за функционирање на овие приватни компании, како што кажаа, и таксистите е нивни. Дали ќе возат по овие цени или не. Оваа цена е предложена од нив. Општината Битола, ниту некој од општинската администрација, ниту тука од страна на нас советниците, не ја нема предложена оваа цена. Тука да бидеме јасни за граѓаните, затоа
ризикот за зголемувањето ќе си го сносат самите такси превозници. Како што кажа и тие, во моментот со овие цени кои што се сега важечки, тие немаат војднина да возат трета смена, што се доведува во опасност во град како Битола да нема трета смена на такси превоз. Од онаа што го сватив, од двата состаноци, од едниот состанок кој што го имавме со координаторите и тука пред Комисијата за финансии и буџет. Затоа, уште еднаш ќе кажам, цената е предложена од страна на таксистите. Никој од нас не ја утврди оваа цена. Ви благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. И благодарам, председателке. И пред 2 години кога се сретнавме, јас кажував дека одлуката тоа што ќе донесиме ќе биде краткотрајна и тоа се случи како денес потврда дека за 2 месеци ќе завршиме. Сега прашањето мое првото е за колку временски период по предпоставка, бидејќи законско е решението страна централната власт или одлуките за зголемување на минимална плата, би требало, бидејќи зголемувањето ќе значи повторно ваш дополнителен терет. Значи, ова не го зборам. Значи, треба да донесеме одлука во која што ќе биде добро и за вас, меѓутоа и за граѓаните, бидејќи општината се уште во 4-та година немаме градски превоз. Нема градски превоз, зошто не знаеме, прва работа, втора работа, се уште не се средени дивите такси, значи тоа е другата работа. И трета работа, во однос со овие што ги зборувате законските работи, ќе ве замолам. Согласно закон за автотакси превозници. Значи прво, лиценците ги дава општина Битола и таа одлучува за таа работа. Значи тука да одделиме советот на општина Битола и останатите работи. Друга работа. Член 53. Покрај условите за вршење на автотакси превоз на патниците пропишани со одредбите на овој закон, автотакси превозниците мора да ги исполнуваат и условите пропишани од страната на советот на општината или советот на градот Скопје. Значи условите исто така треба да бидат или се пропишани од советот. Со актот на советот на општина Битола треба да има локација, обележување, боја, унифицирање одлуки, тарифи за вршење на автотакси превоз во рамките на општината, тарифи на таксите превоз и на градот Скопје. Значи не е точно дека другите градови може си возат таксистите таму. Јас не можам да зборам за другите. Не, за на своја рака, мислам... Апсолутно, меѓутоа јас ви кажам закон, член 54. Така, да. Значи може се случи за другите градови. Охрид, како што ги спомнавте тие работа. Меѓутоа законски така е. Така е. За да ако сакаме да го почитуваме, да се почитуваме државата, законот, така треба да е. Не дека ние од совет. Сега. За да не ја вртиме наоколу на широко, совет како совет, значи јас не сум правник, значи не знам ни тие работи што ги имате потребите. Иницијативата неспорно е дека што ја поднесувате треба да се прифати. Моето размислување, председателке, е ние колку што знам во општина Битола имаме комисија, односно кога се случуваше за градскиот превоз, за линиите, кој зборавме и за училишниот, па како се прави, тоа беше квантна физика. Нека се собери уште еднаш, нека разговарат заедно, колку временски период, например, дека ова навистина ќе скриви, можеби ќе треба и поголема цена, или помала, небитно. И ќе му ја предложи на советот и така да биде изгласана и да биде испочитувана. Точно заради тоа ја преименувавме во иницијатива. Не знам. Мора да има иницијатива до таа комисија. До таа комисија, за да не биде и советот навистина, сега да ме сватат колегите, ние сме лаици во таа работа. Не известивте, апсолутно се оправдани тие причини, бидејќи ние возиме возило и знаеме дека се покачени цените и неспорно е во таа работа, меѓутоа навистина, бидејќи од друга страна па со граѓани сме знаеме, значи во вечерните часови многу ретко може да се најде и такси превоз, значи обично се јавуваат граѓани, дајчите се да. Верувам за таа работа, да. Точно и тоа дека многу помлади луѓе не сака да се вклучат во таа превоз, значи тука Значи дејноста едноставно
изумир. Значи, точно заради тоа беа направени 3 состаноци, за да не се прави хистерија како пред 3 години, дека некој тука сака да покачва цени, Така. дека некој за дома ќе си ги земи тие пари, или дека некој сака некого да го уништи, се работи за приватници. Како што кажа, тие си сносат нивната одговорност. Ако му е скапо на луѓето, нема да се качат. Ама од друга страна, постои комисија до која треба да оди некаква иницијатива и да каже дали е правна, дали е издржана, дали е законска, дали се совпаѓа со токму со тие критериуми кои вие ги прочитавте пред малку. Не само тоа, председател, тие ќе ја преземат одговорноста за себе, како луѓе, дали ќе однесат парче леп дома. Меѓутоа, ние како Совет треба да преземе одговорноста дека граѓаните треба да имат такси превоз без оглед. Да, тоа е добро каже, значи си изјасна дека е луксус, навистина. Меѓутоа во мал град збораме како Битола, па и другите општини, Охрид, кај што една тура е 4 километри, им одговара, навистина им одговара. Кои ќе одат по свадби, по веселби, бидејќи казната е голема, им одговара се уште, да збораме за поголеми градови кај што се релации, навистина е во ред. Меѓутоа ние треба да се прилагодиме спрема нашите потреби што ги Ама имаме. затоа ние ја бараме цената, мислиме дека да биде едноставно и прифатлива и за граѓаните, меѓутоа и за нас, и ние ако не се возат од каде, значи Затоа, ризикот е значи наш. сакаме да преземе и ние одговорноста, не да избегаме да речеме ете ја покача оние лошите комисијата или па овие лошите таксистите па барат нешто, едноставно да им даеме шанси на граѓаните, се дека не го решиме тој фамозен градски превоз или да му помогнеме, како да сме здрави и живи, треба да донесеме одлуки согласно законот, меѓутоа и потребите, ама и на граѓаните, навистина, ги имаат. Оти веќе вака само се разидуваме и што спомна колегата, па и други работи, имат потреби. Не можеме ние да го делиме тоа што ќе пренесуваат, како си има, закон си има, инспектори, сите тие работи кои што треба да си ја бркат таа работа. Затоа комисијата, кои се луѓето од општина Битола, тука Бојрум, ова е понудата од општината, ова од превозниците, тие нека ни кажат што размислуваат околу таа работа и одлуката да биде во интерес и на такси превозниците, меѓутоа и на граѓаните. И да му се каже дека јасно, ова е тоа. Професионално и од општината, меѓутоа и од луѓето што се изведува дејност. Значи вака, до седницата има уште 3 дена, Така. уште 2 оствари. Еве, јас ќе ги замолам да остварат уште еден состанок, бидејќи јас не можам да му наложам на никој да оствари состанок, освен самите да си побарат да ги примат во општината, да се разговарат со комисијата, меѓутоа иницијативата која е до нас, ние мора да ја разгледаме и мора да донесеме било каква одлука. Доколку во меѓувреме тие разговарат и не известат, ќе биде уште подобро за нас. Денес, иако е пуштена таква, немаме ни еден представник и никој нема тука да ни каже и да ни објасни. Мислам дека ме разбирате. Апсолутно, председателке. Ако не дадат, окей, во ред, ние ќе донесеме Инаку, ако одлуката. разговараме Меѓутоа, веќе тоа за е тоа. дополнителни Ако не сакат, проблеми, треба некој тука да дојде и да ми каже зошто општина Битола има дозволено див такси превоз во градот. Значи, тоа е едно од поголемите прашања, ако ме прашате мене. Тоа е најнебезбедното нешто во кое може да влези некој граѓанин на општина Битола. И никој нема да одговара, и никој нема да знае кај влегол, кај го однесол и кој возел. А ние сме сведоци дека на секој чекор има такви. Пред неколку седмици носевме хуманитарни паркинзи за да го спречиме паркирањето на такви таксисти. Ако се сеќавате. апсолутно, бидејќи спомна, ние мора да правиме правилна измена, смена. Да, меѓутоа по сите тие закон работи, а тие не општината мора е ништо должна да направи. му обезбеди нив локација, на тие локации ние имаме Ние- луѓе кои немаат лиценци. Ние сега во моментот прво немаме паркинг каде да се паркираме. И што е најтрагично е сега на колега казна му пише полицијата зашто беше паркиран доста немаме паркинзи, тие што се неколку на паркинг беше паркиран за такси возило, пошел до банка за погрешно паркирање е казна. Значи На такси паркинг, нема со табла, коментари. со лиценца, Значи беше казнат 150 евра. Што ги слушаме ваквите работи, бидејќи после кога ќе Значи- седниме, а ако сака да дојдат од општината, добро, мислам, не добро, туку нивна должност е. Ако не, И еден ќе ни друг известите проблем председателки, ќе го спомниме јавно.
Да, и уште еден друг проблем, што претходно го кажавме и сега да го повториме, имаме проблем со издавањето на лиценци. Кај е тој проблем? Порано, за да изваиме лиценца, еден таксист, например, и за да покуша од отварање на фирма до издавање на лиценца на возило, претежно траеше 2 недели. Ете и 3 нека видат. Сега се случва, сега ако да отвори фирма, да речи работам такси превоз, 10 години уназад, не е. добро, 6-7 години, може да, уназад. Сега да добијаме ние возилото да добија лиценца, најмалку му треба 6 до 7 месеци. Еве јас имав пример, тоа можам во моментот не го носам, со доказ. Во март уплатен фискален таксиметар, баждарен, од тахограф имам документ за дека е баждарен, меѓутоа во општина јас не можам документите да ги поддам за да добијам лиценца, а сите документи приложени другите, освен уверението од метрологија. Од документот од тахограф треба да пристигне од Скопје сертификат дека е баждарен и тој е валиден за лиценца. Јас од март лиценцата од општината е зедов прошлиот четврток. И се замислете, сега замислете, например, шоферот пријавен на полно работно време, треба да му поминам бар минимална плата, а возилото не сме и да вози. Јас сум реален и кажувам дека кој ти имаш инспекција, јас бев тој што му звонев на шофера, му викам, кој ќе разберев, тргни се, пошто ти едно ќе се нервирам, второ, ти треба да платам газна, или ќе му извадат таблиците, а не по моја вина. Значи, порано беше инаку речен тој проблем. Документот што беше што го даваше тахограф, тоа е фирма, мислам, што е лиценцирана за тоа. Тој документ ни го признаваа документ во општината, ги подававме документи, ја земавме лиценцата. И тој документ кој ќе стигнеше дали по 2 месеци, дали по 3, ние му го доставувавме во општина, меѓутоа лиценцата ја добивавме. Сега настана пракса 7-8 години, не знам колку има, и повеќе, може 10 има. Тој документ не ни се признава и настана вистински проблем. А по закон, реално, така ти пише. Возилото треба да биде ворен, да има лиценца да почне да вози. Ако го ќе вози, например, јас од кај ќе му поминам плата, ако не вози возилото. Значи имаме многу проблеми. Значи, овде председателке, значи имаме и друга работа. Согласно законот, значи ПСП-та, овластено службено лице од општина Битола, односно градот Скопје, должен да одлучи предоставеното барање за извод на лиценца од ставот 5 на овој член во рок од 180 дена. Тој е максималниот рок. Доколку од овој стап вршител, значи од овој ден може да проложи за уште 60 дена вршителот на автите доказ дека доцнењето му е заради што нема обезбедено. Значи тој може во тие 60 дена да работи. Овде значи имаме сериозен, барем ова што го читам од законот, треба нешто навистина да седнеме со луѓе што се, ако веќе доцнат. Луѓето кажуваат времења дека имат проблем, ама кој ги слуша? Уште 2020 и 2017 кога се поскапаше. Добро, Од тогаш ништо се нема решено. Со години јас сум тука и со години го кажуваат проблемот. Години е проблем. Овој проблем е Значи не е сега настанат проблемот, е уназад 10 години може. Меѓутоа надлежност над администрацијата и над тие лица нема Советот. Апсолутно, меѓутоа јас разбирам, веќе зборуваме за минато, меѓутоа дај да збораме за еднината. Што ќе направиме утре? Оти граѓаните очекуваат од нас и луѓето кои што си го вадат парче леп. И дефинитивно, ако решиме, ако не, тоа што не Па биде. вака, нека влези во записник, Андреј, те молам да ги известиш комисијата и да закажат состанок во следните 2 дена со представниците на такси компаниите, по основ на нивното барање. Бидејќи седницата е во четврток, да закажат состанок. Не знам никој се во комисијата, искрена да бидам, ќе си проверите, ќе ги известите, ќе му кажете дека на комисија е одлучено да си одржат состанок. Па ќе видиме што ќе му кажеш.
Некој друг прашање? Климевски имаше или така ми се чини? Повелете. Прашања, бидејќи се ќе дадовме заклучок или ќе донесеме општината да разговара со такси превозниците, се не знам, ајде ќе прашам. Значи гледам таму имате почетна тарифа 60 денари, стартна тарифа. Дали после тие 35, 40, 45 денари влегват во тие 60 денари или не? Не. Значи само ќе се качи во колата, патникот плаќа 60 денари плюс дополнително тие други. Километар. Втора работа, дали мислите како се зголеме ова, ако се прифати вашиот тарифник, дека нема да се сочувате со исти такви проблеми како што кажавте досега, или со сумата што ќе биде зголемена ќе биде оправданоста на тоа што луѓето порачуваат секакви работи? И трета работа, колку вие ќе го подобрите условите на такси превозот во нашиот град, значи во Битола, доколку се прифати вашиот тарифник предлог? Вака јас да ќе одговорам, што се однесува за подобрување на такси превозот. Значи секој таксист сака да вози и подобро возило, никој не ќе постаро возило да вози. Автоматски, по автоматизам, буквално ќе сакат луѓето да извршат промена на возилата. И едноставно на тој начин ќе има подобрување во такси превозот. А за ова што рековте дека за со 60 денари стартот дали ќе ги има истите проблеми, не знаеме дека нема тие 100% да се тргнат тие проблеми, меѓутоа нас ни е доволно да се растретериме ништо поќе, ако не 70% тој проблем да ни се тргне. Оти вистински е проблем, значи. Самите гледаме во што ситуација, значи не мора такси превозот во која ситуација е во градот. Моментално ќе биде уште полошо. Прво испро да сакаш некој да му понудиш да работи такси, немаш можност едноставно. Немаш да му понудиш да работи. Нема што да му Колку се активни во моментот такси компании во градот? Една. Две беа. Ето, Тука крсте и тој. Колку лиценци моментално има? Па не знаеме точно, ние немаме. А порано Увид како во- беше 50 имаше моментално 50 може. Моментално Може ли? Не, ова со фирмарината што ми го кажавте, не се сеќавам за што беше. Да, тоа беше Колку коли имаше порано ствари, не колку... Па сигурно имаше 400. 450. А моментално колку има? 170. 170 за лиценци. За лиценци. За лиценци лиценцирани. 50. 50. Значи нема. Ајде да не 50-70. И може и 70, не е видно. Ама од ден на ден, например, Се тие што помалку и помалку, се тоа помалку сакав и да помалку. кажам, дека и Вместо ние приходот ги- на општината се намалува. Вместо ние да се средваме, ние фактички одиме во надолна линија. Во ред. Мислам, реалноста е таа. Доколку не е нема ништо некој друг измислено. прашање или имате, повелете. Те молам Андреј во записник, значи покрива што значи настрана што ќе имате состанок. Во точка да покри иницијативата ќе биде ако ни достави службите информација, арно, ако не, ќе ја продолжиме ќе прошириме со одлука во која што почитување на законските одредби во однос на дивите таксисти, тоа што треба да функционират. Втора работа е почитување на законот за давање на лиценци, бидејќи поиќе со минато не треба да се расправаме, значи со тие работи. И трета работа е на секои 6 месеци комисијата да ни дава извештај за состојбата во однос на такси превозот. Во однос имат поголеми потреби, намала проблеми, такви работи, тие ќе си се состанат и ќе ни дават извештај. И ние на совет тоест било кој совет ќе разговара по тема како што треба. Во ред. Согласно на истото, сметам дека да видиме прво дали ќе остварат средба, па точката да ја гласаме пред седница
или ако остварат утре, среда да закажеме, да добиеме известување, ако се согласувате. Добро, како сакате. Друг некој прашање има? Доколку немате. Трета точка, одлука за донација на автобуска постојка. Ние слободни. Да, освен ако сакате да поседите до крајот на комисијата. Колегата мислам дека ја прочита понудата. Се работи за донација на автобуска постојка кај од страна на Беком Инвест. Прашања? Ајде. Бидејќи е доставена понуда за донација на автобуската постојка, е на Комисија за финансии ова, сите донации кои што идат за општината, сметам дека треба да се измени програмата за поставување на урбана опрема, бидејќи претпоставам дека овој тип на автобуска постојка не е внесен во урбаната опрема, со цел да не се кочи процесот, да влези во записник дека треба да се викне комисија за јавни комунални, мислам дека се изменува програмата за урбана опрема, да се договориме заедно со колегите кои му одговара и да му излеземе во пресред на инвеститорот. Благодарам. Благодарам. Нема проблем. Закажете комисија, повелете. Само ќе ве молам на комисијата да дојде некој од општина да ни објасни. Така, на една од претходните седници, добро што спомна колега, значи го спомнувавме тоа, беше проблемот во другиот дел зборавме за урбанизмот, во толкова работа и рече дека представникот од општината дека допрва се прави идејно решение како би изгледале автобуските постојки. Сега, ние можеме, ако донесеме ад хок одлука сега, за оваа постојка, нормално, како векат граѓаните на Подарен кој во Завите не му се гледа, добро е, меѓутоа ќе треба една постојка да изгледа различно од сите останати или како таа да остана сите останати да ја. Па да, Карлевски, јас истото го реков, ама тоа треба да се запраша општината, па шо ако нема таму постојка, луѓето ќе стојат на улица? Ве разбирам, председателке, меѓутоа Може водевме парно една дебата нова тука. да имаме па да видат како треба да изгледат постојките, пошто се во очајна состојба. И не личат на ништо. Да, се службам скроз со вас, ама ме разбирате и јас што сакам да кажам. Ама тука 2 сати водевме дебата, во која Да. што ни објаснува дека ќе имале сега модерен лик, па ќе се постави, ќе ја одело јавен облик, бидејќи под управна направа зборавме за други работи, се да не ги спомнувам тие, меѓу кои спаѓа и автобуските постојки. Сега, ако одиме само со едно решение да ја приме донацијата, глупо да не ја приме, навистина е непримерно, тогаш веќе одма кажаме дека како би издале автобуските постојки. И џабе би правеле јавен повик. И џабе се останато. Ако правиме само таа да изгледа така различно од другите, која е нашата сериозност на јавен повик и на тоа? Навистина се ставаме во една ситуација 5 до 12. Благодарам. Тоа ми беше само прашање. Да. Повелете. Добро, зато имаме опција за гласање. Па сега. Не, Ајде јас скроз се службам изгласаме. со вас, ама за жал ние сме донесени во ситуација да сме неспособни и во 3,5 години никој да не ги смени автобуските постојки. Може па ете, некој ќе ни дај пример како треба да изгледа автобуска постојка. Не знам што да речем друго. Точно, на Подарен кој не му се гледат забите, така испаѓа на крајот. Меѓутоа, ако не ја усвоиме донацијата, тогаш утре, кога ќе стојат луѓето на улица, пак ќе бидеме ние криви. Така? А другите се распаѓат. Јас јавен повик немам видено. Имате вие? За постојки? Некој друг прашање? Доколку немате, преминуваме на гласање. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установата за деца во Естрија, Овадија, Мара, Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 2. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на тарифата на автотакси превозот, предложено од Сдруженијето на лиценцирани такси превозници на град Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за.
И точка број 3, одлука за донација на автобуска постојка. Кој е за, ве молам да крени рака. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.